Главната преокупација на секоја девојка во летниот период е како да совршен изглед на плажа. Не бевме компетентни сами да даваме совети, па затоа ја имаме најзгодната блондинка кај нас, Маријана Станојковска, која одвои неколку совети како ова лето да имате чоколаден тен, природни ногти, здрава и негувана коса и модерен костим за капење. Тип-топ скоцкана ја извадивме од сред работен ангажман во друштво на незината нова пријателка, Луна. Да сака Луна да зборува. Ја се надам дека ќе биде мирна. Сончевите зраци знаат да бидат и опасни, па еве што советува Маријана. Ева ние жените сакаме, тоест девојките сакаме да имаме убав сончев тен и да се вратиме од одмор со убава чоколадна нијанса, чоколадна боја, но не треба да забораваме дека треба да бидеме внимателни кога се сончевите зраци во прашање и да внимаваме во кој период од денот се сончаме. И тука се поставува прашањето. Сега прашање е како да се сончаме здраво, а при тоа да добиеме убава нијанса. Она што таа го консумира звучи сладко. Има еден напиток кој што е богат со бета-каротен и кој навистина ја топло го препорачувам на сите девојки. Треба да се практикува 10 дена пред да се замине на одмор. Значи, во блендер се става еден морков, се става една праска, една кришка диња и едно јаболко. Сето тоа се микса и се прави супер свеж цеден сок, многу вкусен. Се пие наутро во период од 10 дена. Во тој период се практикуваат повеќе свежи салати кои што изобилуваат со морков. Благодарение на аксесоарите, на плажа може да изгледате модерно, а при тоа заштитено. Да, редовно ја кратам косата, онака по сантим 2, затоа што сакам да имам долга коса. Никогаш не сум експериментирала во последниве неколку години со да направам нека драстична промена кога е косата во прашање. Ништо, сега баш и добро што можеме да користиме разни аксесоари од типот на марами, шешири, капи, да ја заштитиме косата од сонцето. Домашен третман за коса по враќање од одмор. Убаво е откако ќе се вратиме од одмор, она што јас го применувам, значи 2 пати во неделата ставам бадемово и чичково масло на целата коса. Оставам тоа да отстои час, 2, па може и 3, нели зависно со тоа колку време слободно има. И верувајте дека косата ќе ви биде благодарна, а инаку тие се масла кои што може да се најдат секаде во сите можни аптеки, така да лесно достапни се за секој. Еднобојни и летни бои се на палетата за тоа како ќе изгледаат ноктите ова лето на Маријана. За ногти ништо, гел лак, гел. Не носам такви вештачки ногти, не ставам, стварно го избегнувам тоа, но ете ги одржавам со оној гел лак, секогаш во некоја дречава убава нијанса и баш онака летна боја. Која дестинација ја има ова лето на ум? Па не знам уште, не сум размислувала. Секако дека ќе тркнам до Грција, затоа што ми е многу блиску и поради тоа што имам доста ангажмани, па можам да си приуштам неколку дена во Грција, па неколку дена овде, да комбинирам. Се уште не се знае, во август може би ќе заминам негдека, но се уште не знам. И најважното, костимот за капење. Обавезно дводелен, за да се сончаме подобро. Така да сакам оваа година да си купам жолт костим за капење и некоја интересна шарена нијанса, не знам, шарен дизајн, тоест, така да ќе видам. Имам доста костими кои што не сум ги ни носела, искрено да признам, али ќе направам некоја добра комбинација за ова лето, нешто ново. Ќе се подновам во тој дел. Се надеваме дека дел од овие совети ќе се најдат на вашата агенда и ќе ги примените и ќе ги почувствувате благодетите на истите. Летото е создадено за уживање, па искористете го.